Бранењето на докторатот исто како бранење на довчерашните економски политики. Поранешниот премиер, а сега и осуден во случајот Тенк, стана доктор на економски науки. Груевски пристигна со својата мајка и двете ќерки, без сопругата Боркица, а одбраната започна на време. Медиумите не добија дозвола од факултетот за снимање. Во своето излагање рече дека во изминатиот период странските директни инвестиции помогнале на Македонија да излезе од економската криза и рече дека поранешната влада умешно преговарала со инвеститорите. Не откри колку вкупно пари влегле во земјава преку странските инвестиции, ниту колкава точно е сумата дадена на инвеститорите во форма на субвенции и даночни олеснувања, но оцени дека државата има поголема корист отколку загуба од инвеститорите. Не ја пропушти приликата да истакне дека ценовникот на владата за инвеститорите е лоша идеја. Пред самото соопштување на одлуката на комисијата, Груевски даде кратка изјава за медиумите без намера да одговори на нашите прашања. Сепак, даде краток одговор. Задоволство ми е што го заокружив тој процес што го започнав пред повеќе години и на некој начин го затворив тоа поглавје што го бев отворил, а се уште не го бев затворил во меѓувреме. Обземат со многу други обврски и работа. Сега се даде можност да се дозаврши, да се комплетира и да се затвори едно поглавје кое што сум го започнал во минатото. Дали е вистина дека не ви одговара на прашање. Платен со државни пари како што вели вашиот поддржувач. Не, мислам дека сепак должите одговор на јавноста. Дали е вистина дека докторатот е всушност нарачено истражување од лондонска компанија и е платено со народни пари, така објави вашиот довчерашни поддржувач? Ќе ви одговорам кратко, не е вистина. Не постои такво нешто. Дали чувствувате одговорност за оние кои сега ќе лежат затвор за 27 април? Тоа е политичко прашање во друга прилика, инаку станува збор за политички прогони. Ви благодарам. По прашањата од комисијата следеа прашања од јавноста, а еден од професорите прочита прашање од друг колега испратено преку архивата на факултетот. Колкав износ, како е испран и во кои држави е одлеан капиталот од Македонија, гласеше прашањето од професорот Александар Костадиновски, на што Груевски одговори дека константно ја подобрувале законската регулатива. Пред да пристигне на факултетот, Груевски ја исполни својата обврска да се појави во кривичниот суд. Тој има една затворска казна која се уште не е правосилна, а секојдневно е присутен во судот за обвиненијата во Титаник, Траекторија, ТНТ и насилства во Центар.